Toyota RAV4. И тоа е сосем доволно. Нема потреба да кажувам ништо повеќе за Toyota. Доволно е само да кажам колку чини, колку троши, што има од опрема и сум завршил работа. Може евентуално да сликам тука, да направам неколку сликички, да ги фотошопирам, да ги тагирам Toyota, да објават на нивен профил и готово. Сите ќе знаат дека Toyota има нов RAV4 и доволно. Меѓутоа, јапонците заслужуваат внимание. Заслужуваат почит. Почит е главна работа кај нивната култура, во нивниот менталитет. А заслужуваат зашто? Затоа што прават уметност од инженерингот на усовршување. Така ќе го наречам. Додека европејците секогаш наоѓаат начин некој да закинат, да забошотат. И да ти продадат стара техника, спакувана во нов дизајн, со некој добар маркетинг таму, со некои приказни планини, сонца, месечини, не знам што. Или како овие од САД, што цел живот сакаат V8 мотори да прават и нема ништо друго. Јапонците мора да усовршуваат. Мора тоа што го имаат, постојано нешто ги тера да го направат подобро, посовршено. Таков е менталитетот, културата и такви ги знаеме. И еве, Toyota RAV4, 6-та генерација. Што е напредокот? Дали изгледа поубаво сменето? Не. Напредокот кај оваа Toyota е отиден во таков правец што за човек да знае колку е сменето, треба да седне и да ја проба колава, да ја тестира, да ја доживее. Бројките не го прикажуваат вистинскиот напредок на четворкава. Секако има напредок. 10% е поштедлива од претходната генерација, ова е со хибрид, секако зарем треба да се напоменува. И е посилна, постартна, има опрема, има сменет дизајн, има нови светла, но има бројни зафати кои што ветуваат дека се менува нешто и во возењето. Да го видиме RAV4 на дело. Ова е врвното ниво на опременост, тоа значи дека добивате и седиште што си се повлекува наназад кога излегувате и кога влегувате, за да ви ослободи пристап. Тоа беше функција што порано, пред многу години, беше својствена за Lexus, денес ја имаете и RAV4. Напредокот што го постигна Toyota кај RAV4 од 6-та генерација не се гледа толку во бројки, треба да се почувствува колата. И не пропушта многу време равов додека ви докаже дека е подобар од претходната RAV4. Иако тоа беше најуспешната генерација, односно уште е најуспешната, таа ќе вози уште 100 години ќе возат тие равови. Најуспешната генерација во историјата на RAV4, кој ова е патем и изведба со погон на сите тркала. Значи има електромотор со 136 коњски сили, односно 100 киловати напред, на предната оска. И има уште електромотор на задната оска, кој што испорачува 54 коњски сили. Напредокот е постигнат во потрошувачката. Во изведбата без погон на сите тркала, смалена е потрошувачката според норма за 10%, иако тоа веќе одамна се вредности под 5 литри, односно околу 5 литри, кои што се остварливи, меѓутоа ќе видиме за електромоторот назад, што го постигнува погонот на сите тркала. Тоа е секако предност и во поглед на тежината, а со тоа и на возните својства, и во поглед на потрошувачката. Затоа што за разлика од старите системи, класичните системи кои што користат карданско вратило, па диференцијали, па блокади на диференцијали, тука има електроника, тоа да знае со електрониката веќе одамна знае како што се работи, така што никој не се паничи околу тоа. И уште во претходната генерација се покажа дека функционира безпрекорно тој погон на сите тркала. И тука на овие свијаци над рачиново се покажува веднаш колку има материјал во секој автомобил. Toyota направи усовршување во
возните својства и во комфорт. Тоа е напредокот. Платформата е истата со претходната генерација, значи тоа е TNGA-K платформа, односно GA-K платформа. Каросеријата е скрутена за 10%. Лежиштата, односно точките на кои што е прицврстено водењето на предната и задната оска, се скрутени за околу 30%. Многу повеќе влијаат зафатите во менувањето, модификацијата на точките на прицврстување, односно поставувањето на лежиштата, на прицврстување на водилките на тркалата, односно геометријата е сменета. Со цел да се постигнат подинамични возни својства, по големо возачко уживање, по голем комфорт, по прецизно чувство, а има многу зафати и во електрониката, која што го надгледува возењето, односно главно преку сопирачките, значи кога ќе подсопрете пред свиок или ќе запрете малку поостро, електрониката, контролната електроника го модулира, се чувствува, навистина, и тука, ја модулира распределбата на силата на сопирање кон сите 4 тркала, за да се смали страничното наведнување, за да се смали и значи, ротацијата. Да не користам сега стручни термини, ротацијата на возилото околу собствената оска во свиок. Значи тоа што прави да се појави подуправување и надуправување. И се чувствува дури и при оваа брзина, иако лажа, значи дури кога ќе погледнете со колкава брзина на вистина возите, гледате дека веќе сте далеку над, а постои уште еден систем околу електрониката. Значи, електрониката која што ја надгледува стабилноста во возењето и се грижи и за безбедност и за возни својства и за се живи дива. Тој систем исто така зафати во сопирачките. Меѓутоа помага да се смали подуправувањето, да се избегне односно подуправувањето. И веќе ако треба да се вклучат системите за асистенција, односно ESP, тоа да не биде груба, да не биде небезбедна, да не предизвика паника кога човек ќе почувствува како се вклучуваат. А во поглед на тоа што електрониката се грижи за значи преку неа се постигнува напредокот во возните својства, односно во динамиката, во спортското возење. И мене тоа не ми се допаѓало допред известно време, затоа што верувам во механиката, дека треба механика таа која што може да ги постигне возните својства. Овде врнело се случувале чуда вчера. ABS системот не е ништо друго освен електроника, а е стандард. Без ABS денес не постои автомобил, не може да се замисли автомобил. ESP исто така, контрола на стабилност. Така што напредната, далеко е напредната во поглед на користењето на електрониката, во вмешувањето за возните својства. И тргнев да кажам за Toyota, зашто и успева тоа. Затоа што Toyota прави секакви возила, секаде се вмешува. И теренчишта, и товарни возила, и доставни возила, и робустни возила, цврсти, Hilux, и електрични возила, и хибриди, и малечки, ефтини, едноставни возила. Значи, се произведува и кога ќе собереш, се добива RAV4. Се така и го води RAV, порано беше Recreational Activity Vehicle, односно возила за активност во слободно време. А денес е Robust Active Vehicle. Значи, секаде поминува секаде и затоа и пишува тука многу интересен слоган. Не знаете што се може, а со тоа што ото е како бесконечност, многу умно, многу мудро направено, браво. Затоа се води како автомобил кој што може се. Може да биде и динамичен, може да биде и градски автомобил. Значи тркајте се со конкуренцијата, не западна Toyota во таа мамка, односно лага. Еве сега ние направивме поголемо возило, купете го нашето е поголемо од другите, ние сме подобри. Не, Toyota нуди подобро возило и без
да направи поголем автомобил, да ги убедува луѓето, купувачите, со тоа што нивната Toyota ќе биде поголема. Системот за сопирање исто така користи електронска контрола. Значи електронски се надгледува, попрецизно, подиректно и го искусува во едно дополнително патот на сопирање. Меѓутоа, да не прочитав во прес-материјалот, од Toyota немаше да знам дека има такво нешто. А тоа што исто така е сменето е Shift by Wire, односно за ракувањето со програмите за возење, значи во споредба со претходната генерација, која што уште се нудеше и со мануелен менувач, имаше потреба да се смисли простор за рачка за менувач, па таму имаше и механичка врска, тука е Shift by Wire, значи од тука до погонската спрега одат само жици. Потрошувачката навлез во Куманово 6,0, значи падна таа вредност. Сега предстои вклучувањето на автопат и за тоа ќе треба да се вклучи во спортска програма. Да видиме како се брзо и се менува појата, ова е многу ефикасен приказ има на спортската програма, црвени бои, меѓутоа само на момент се прикажува, нема ништо, не останува понатаму боја дисано црвено. CVT менувач, секако тоа што некогаш беше својствено. Добро. Ето. И веќе 100. CVT менувачот, значи се уште ја покажува таа карактеристика, завива. Иако денес минимално. Кај предходните генерации, а Toyota веќе 30 години работи за CVT менувачи, беше многу поизразено тоа завивање, односно кога ќе притисневте нагло да забрзате, се слушаше и тоа беше непријатно, значи забрзува, се постигнуваше забрзување, меѓутоа бројот на вртежи остануваше константен. И сега веќе многу подобра реакција се постигнува. Да не објаснам како е тоа направено, значи Toyota работа. Моќноста е зголемена на електромоторот, на предниот електромотор со 136, има зафати во погонската спрега, намалена е и потрошувачката на енергија, е намалена на електромоторот, е зголемена моќноста. Но има секако, да не ја забораваме, и батеријата. Батеријата е литиум-ион сега и е помала и полесна и поедноставна конструкција. Многу е едноставно вградена самата батерија во RAV4 во возилото. Да, овде немај да се забораваш многу дарко. Да, наистина се чувствува во свиок, се чувствува со промената во батеријата, е смалена секако и тежината. Разликата во тежината е близу 100 килограми, иако Toyota не го нагласува тоа како резултат од по-лесното. Тоа Toyota го објаснува како поедноставно имплементирање, односно вградување на батеријата во каросеријата. Кога ќе отворите врата, гледате колку е ниско. Низок е подот. Тој зафат со спуштениот под Toyota не го нагласува толку нападно, како главна вест за новиот RAV4, иако ќе го почувствувате. И за разлика од други SUV-ови, каде што имате рачки за да се придржите кога влегувате во кабината, тука немате потреба, не барате рачка или да се фаќате за воланот. Едноставно, висината е фантастично погодена. А тоа не е купено преку спуштање на самата каросерија, односно намалување на расстојанието од подлогата, од земја, затоа што е само 5 мм разликата во клиренсот меѓу оваа Toyota и меѓу претходната RAV4. Забрзувањето е одлично, под 8 секунди, крајната брзина е ограничена на 180, тоа е веќе правило. 101, Медитеран, одамна немам видено. И додека си се поднаполнува батеријата тука на спуштање од страци надолу, клучката кон кратова,
околу хибридот. Хибридот е новиот дизел. Хибридот секако дека долго време е дел од понудата, меѓутоа денес целосно го заменува дизелот. Долго време бевме одушевени, цел свет беше одушевен од ТД и моторите од дизелите со директно впрскување, кои што нудеа дупло поголема динамика од претходните, од старите дизели, од турбодизелите без ито, а трошеа исто, па дури и помалку. Меѓутоа, откако почна светот да се стресува околу тие честички кои што ги собират ДП филтера, што го сечат кај нас многумина дизел мајстори, и почнаа да се вградуваат комплицирани системи за пречистување. Денес дизел мотор да имаш, повеќе плаќаш за катализатори, системи за рециркулација, филтри ДПФ, отколку за самиот мотор. И хибридов е најмала главоболка при изборот. Не треба човек да се мисли околу приклучен хибрид, па чекај дали да земам приклучен хибрид, па како ќе го користам, па кај ќе го полнам, па дали ќе го полнам, па што ми дава државата поволност. Добре, да, не смеам вака да држам раката за тоа што камерата затворена. Или пак околу електричен погон, па рано е, не знам што. Додека допред неколку години околу хибридот се уште постоеше неизвестност, сомнежи, па дали е доволно добар погонот, па чекајте, почекаме електрични автомобили, хибридов ајде стане застарена технологија, еве до кај дојде. Хибридот денес е прв избор. Исто како што Toyota е прв избор, RAV4 е прв избор за SUV, отмен SUV од над C сегментот, виш C сегмент, така и хибридниот погон се подразбира. За приклучниот хибрид има поголем напредок, Toyota сепак вложи повеќе за приклучниот хибриден погон во развојот нова генерација. Меѓутоа, еве го хибридов е стандард, а пак се разликува од обичните автомобили со електрифициран погон, кој што се или плагин хибриди имаат 3 цилиндри, или пак и се плагин хибриди и треба да се плаќа дополнително и за голема батерија, и за посилни електромотори и слично. И така дојдовме тука до првата контролна точка, а Toyota вели, вака сега да видиме само, што вели Toyota? 5,9. 5,9, меѓутоа има уште многу други работи да каже, вака сега. 47% ми е еко скор, значи оцена. 44% од патов до тука, тоа се 69 километри, е поминат со вклученост на електромоторот. Значи, дали бил вклучен целосно, дали го движал возилото, дали работел заедно со моторот, во 44% од растојанието бил вклучен електромотор. Време е програмата да се смени на спортска. Ето така, веднаш се чувствува дека педалата станува по-директна, по-будна. Да, тоа останува карактеристичниот звук на цевете, меѓутоа да видиме што ќе прават овие системи електронски. Никаква трага од подоправување. Навистина делотворно зачуден сум како може да функционира толку правилно. Toyota сепак наоѓа начин да го надомести тој недостаток кај сите кај автоматски менувачи, односно менувачи кај кои што нема интервенција возачот, и со овие електронски контроли го надоместува за таа дополнителна атракција која што, односно неопходна атракција која што ќе посакате кога ќе вклучите во понизок степен, и
Да, ова е многу висока динамика, ова е свиок со 2 радиуси, никакво подоправување. Делотворно е, RAV4 секако не е автомобил кој што треба да биде тркачки, има Toyota милион автомобили кои што се наменети за спортување. Има секако изведба GR Sporty од RAV-ов, но за онаа динамика која што ја очекува човек, кој што некогаш можеби возел спортски автомобил пред да и биде семеен човек, па има трага од тој спортски карактер, од динамичен карактер и во оваа RAV4 ќе го најде. Сепак ова е пред се семејна машина, патничка машина, авантуристичка машина, отмена, скапа машина, нормална. Тоа што пречи условно, значи тоа што прва ќе го забележат луѓе кои што прв пат седнуваат во хибрид со менувач CVT, Toyota со CVT менувач, е токму тоа што бројот на вртежи при забрзување, при посилно забрзување, не се менува, а забрзуваат. Допадливо. Го нема веќе тој приказ, не може да се најде оној приказ кој што беше својствен порано за хибридна, за секоја хибридна Toyota. Прво го вклучувавте да го погледнете како работи хибридот, кога се вклучува електромоторот, кога се полни батерија, како се полни, кога работи, се заедно. Тука го нема. И тоа не значи дека отсуствува, пренесене во добро, знам дека не гледам. Пренесене во дигиталните инструменти, по незабележливо, меѓутоа го има. Едно забрзување. Тука е на горнина. Ето, тоа е тоа што зборувам. Добро, да не претеруваме. Тоа забрзува, меѓутоа бројот на вртежи останува ист. Денес тоа е многу помалку воочливо отколку во раните. Да, навистина не може да го замени, значи реакцијата на возачот не може да ја замени. Тука, например, видов дека се обидува нешто да направи електроникава, меѓутоа не прави ништо лошо, затоа што јас претходно го направив тоа што ќе го направеше електрониката, ќе ме коригираше, но функционира дефинитивно и постигнува, главно со систем за сопирање, ги постигнува тие. Да. Сепак ова е повисока динамика од тоа која што би ја возел просечен возач, не може рачно да се менува, тоа го напуштителите со, барем тука, е напуштено со виртуелните преносни односи кај CVT менувачот, за да се добија чувство како на мануелен менувач или секвенцијален. Далеко секвенцијален. Може да се избере, значи на долнина, може да се вклучи во програма B-Brake, Boost, и за да го искористи тој залет, значи или на спуштање, едноставно кога е поголемо спуштање, да го забавува поинтензивно возилото, кога ќе се отпушти педалата и да произведе повеќе енергија. Тука сум пред втората контролна точка и добивам просек 6,0. Точно 6,0 просек. Значи ова е фантастична вредност. Да видиме што има друго од податоци. 68 бодови, добро сум стартувал. 37% бил активен електромоторот, меѓутоа основа за хибридот да биде штедлив секако не е постоењето, само постоењето на електромоторот, туку и самиот мотор мора да биде штедлив, а ова е таков. 2,5 литри патем, 4 цилиндри, долгооден мотор со голем замав, со голем вртежен момент, уште при ниски вртежи. Податоков за просечното потрошувачко тука по крупиште е многу интересна информација. 1,7 просек. Со многу честа промена
на режимот на возење. Многу ми намислат дека електричниот, односно хибридниот погон функционира само до 45 на час, кога ќе вклучиш ЕВ програма и дека тоа е главно во град, меѓутоа одамна не е и никогаш и не било тоа случај. Значи хибридниот погон е делотворен, функционира секогаш. И во град, и на автопат, и по вакви патишта со умерена брзина и постојано забрзување, забавување, затоа што има многу населени места од Пробиштип до Крупиште. И така се добива овој податок. 52% од растојанието било поминато со вклучен електромотор, а тука почнува веќе овој фамозен, нефамозен пат, оштетен до безкрај. И што се случува? Вели Toyota дека е покомфортно. Звуков навистина е потиснува се. Присутно е удирањето, се слуша звукот, но не е непријатно. Добра е. Сосем пристојно амортизира и направени се многу зафати за да биде потивко и покомфортно возењето, вклучувајќи ги амортизерите. Оние лизгачки делови во амортизерите се сменети, подобрено е, значи лизгањето, смалена е фрикцијата, триењето. Има многу зафати во изолацијата, во подот, во просторот за нозе е направена изолација и во подот цел користени се лепила меѓу другото, кој што тоа е денес технологија која еве го тука почнува. Еве го патот. Се пренесува звукот, значи не го потиснува целосно, но нема вибрации, навистина. Чинам дека дури CHR-от CHR плюсот беше малку помек на овој дел, но има разлика и во конструкцијата. Таму се и дополнително направени зафати. Да, е поприсутен, значи не поставува некои рекордно ниски вредности во поглед на потиснувањето на звуците, значи е присутен звукот, меѓутоа нема никакви потреси, нема непријатни удари, не добивате впечаток дека ќе ви се растури автомобилот кога ќе појдете по ваков пат. Тука секако се и тркалата со масивен формат, така што и тоа влијае секако, не смее да се привиди. Тука постојано има ветришта во овчеполието и ги ветерниците горе. Меѓутоа, забележувам колку навистина е делотворно изолиран, се изолирани астолбовите. Напоменува Toyota дека има зафати направено таму и ништо не допира. До сега не помнам дека друг автомобил бил толку пречистен од звуци, од струјање во подрачјето на предните столбови. И се уште добива многу интересни податоци за потрошувачката. Тука сум 10 на километри од Велес, 3,6. Таа моќност на електромоторот се искористува очигледно за да се зголеми поддршката, помошта што електромоторот му ја дава на моторот за да се намали потрошувачката на горе. 51% од возењето е со вклученост на електричниот погон, што ете пак докажува дека и на патишта кои што не се спуштање, качување, свијоци, запирање, поаѓање, градски сообраќај 40 на сат, значи општо функционира хибридниот погон. И пак, CHR плюсот помеко амортизира, но морам да напоменам дека и динамиката на вистина што ја постигнува Рабов е и чувството во возење кое што го имате, значи фидбекот кој што го добивате како возачка или возач, е поубедлива тука, значи поспортска е. Да, CHR плюсот беше посилен, испринтува за 5,2 секунди, меѓутоа Toyota лежи подобро. Иако тежиштото е пониско таму.
Значи, се е до нагодувањето, кој со пред третата контролна точка, но сакам ова да го покажам колку на ова надолнина, на овој спуст надолу кон Велес е активно овој пуст, односно го користи залетот за да ја наполни батеријата. И добивам тука вредност уште малку 4,1. Зарем тоа не е одлично. Ева третата контролна точка, да видиме што друго. 91 бод од можни 100. Тоа го знаеме, да видиме колку од возењето било. 48% било со вклучен електромотор. Ова е многу интересно. Како камерава прикажува целиот простор околу возилото и се наоѓа на вистина од голема помош. Ете се, слуша тука многу убаво кога ќе се вклучите на автопат, многу повеќе ќе постигнете таа брзина, многу повеќе се чувствува таа карактеристика на хибридниот погон на Toyota со целите менувачи. И тука е време за да се вклучат сите системи за асистенција кои што секако се од корист. И јас сум бил противник, меѓутоа денес сум уверен дека треба да ги има тие системи за асистенција. Да, не е проблем секако да ја одржува брзината, да одржува лента, има и приспособлив темпомат. Ако има побавно возило пред мене, има и предупредување за возило мртва точка, а има, богами, и систем за самостојно пристигнување. Треба да се вклучи, значи во settings треба да се влезе во поставки и да се избере таа опција за да се пушти. Секако тоа во возење тешко малку, потешко би било. Driving assist, driver support, зашто нема да, еве го, значи сепак може. Ете, вклучено е, значи сега кога ќе најдам на побавно возило, доволно е, имам такви пред себе, доволно е само да пуштам трепкач и Toyotичево ќе се престрои самостојно, само да забави тука пред комбинјава и како по правило секогаш некој метеж се случува кога треба и да видиме дали ќе пристигне сама. Да. Тука работи само моторот и тоа ја полни батеријава. Сега се вклучи електромоторот, се врати само на мотор. Добро. Тоа е 120. Нивото на бучава при 120 има добра изолација на астолбовите, тоа е клучно патем кога се вози на автопат. Моторот не е толку тивок, има напрегање некој тука, се чувствува, не е толку тивко, најтивко, меѓутоа е на горнина секако. И еве тука веќе се го продолжи преносниот однос, ги смали вртежите, затоа што е помала на горнината тука, значи тоа го приспособува постојано цевете менувачот е совршен избор на совршено надополнување за хибридниот погон. Видиме само како забрзува, иако нема проблем секако со забрзувањето, не е прашање. Секогаш го има тоа. Секогаш го има тоа. Останува постојано. Не ги мрднува вртежите, односно, да, бројот на вртежи не го менува. Го задржува бројот на вртежи на моторот, но и тоа постојано се менува преносниот однос и така забрзува, се продолжува, попушта. Да прикажам овде како се менува приказот на инструментите. Неколку прикази има. Навигации, просечни потрошувачки,
Тука имам 8.8 патен потрошувачка, па како функционира систем, еве тука ми покажува средишниот дел е за овој систем за асистенција за автоматско возење по автопат, автономно возење по автопат. Па некои графикони има тука како се трошало. Па брзината главно внимание. Да видиме само што ќе ми покаже за потрошувачката сега. Добре. Ја најдов. 7,0. Ова не се случило. Очекував дека ќе биде некаде околу 8. Тука може да се вклучи во електричен режим. Чиста настројавање. Еко. И вака може уште долго. Да видиме тука на контролната точка. Значи, ќе продолжам, затоа не запирам, ме интересира до каде ќе вози на струја. Само да ја отчитам. 6,7 е просекот, значи дефинитивно тоа е просекот и ова е историски податок. Меѓутоа, да видиме до каде ќе можам да возам јас на струја. Тука се вклучи моторот и се вративме во електрично возење, меѓутоа 50 на час. И целиот овој пат го поминувам на струја. Со неколку стотини метри, веројатно, каде што беше вмешан и моторот. И во основа нема да ви биде додевно возењето во ова RAV4, без оглед дали сакате патување со добро расположение на патната екипа, патниот екипаж, дали сакате да штедите, дали сакате малку подинамично да возите, дали сакате да излезете на терени, затоа и Toyota вели дека ова не е во 6-та генерација Toyota RAV4, повеќе не е Recreational Activity Vehicle, туку е Robust Action Vehicle, така нешто. Вози добро. Ќе беше добро и да изгледаше добро. Меѓутоа, изгледа добро. Го има дизајнот, новиот дизајнерски правец, кој што го повлече CHR, кој друг? Купе Highrider. Со овој shark nose и со рамно пресечен нос, и тоа ја прави препознатлива. За кусо време Toyota успеа овој изглед да го направи препознатлив, да го направи свој печат. Со овие светла, како подковица, треба да се гледа во детали. Например, како се изработени деталите. Напред е нешто сосем друго. Меѓутоа, одстрана е многу лесно се препознава како RAV4. Дури тешко ќе се разликува во страничниот профил од претходничката, а тоа што се забележува, тоа што ја прави препознатливоста на страничната силуета, секако дека ова дисхармонија, односно неизбалансираност, неизедначеност на овој дел. Некако е повеќе надуван, кренат и некако не создава хармонија со остатокот. Меѓутоа, тоа го прави целото волшебство на Toyota RAV4. И има причина зашто Toyota толку го нагласува овој дел, а ќе ви покажам и зашто е така. И назад исто така е сменет стилот, секако главни се светлата, графиката на светлата и невообичаената форма, меѓутоа за разлика од другите нови модели на Toyota, се нагласува елеганцијата, колку што странично воведува немир оваа форма, тука овој дисбаланс, намерен дисбаланс, финта на дизајнот на RAV4,
толку назад следи некоја сосем друга приказна. Назад има елеганција, хармонија, отменост, тојотовство. Друг фонд, RAV4 и хибрид. Стандардниот погон на денешницата. Единствено што успеав да го најдам како забелешка, тоа се овие лајсни тука, кои што несомнено служат за подобрување на струењето на воздухот околу астолбовите, меѓутоа ова некако ми е премногу меко вградено, значи нема да отпадне тоа секако, нема да одлета, меѓутоа зошто не е прицврстено толку? Тоа не ми е јасно, не ми е тојотовство. Другото се е безпрекорно, навистина, и овој штос, значи овие дарк финиш, прв пат чинам дека Toyota ги користи овие детали кои што отстапуваат од каросеријата, меѓутоа некако како темен хром личи. И тоа е многу згодно, многу е ненагласено, децентно. Веројатно ќе видам прв што отвора хауба на Toyota надвор од сервис во Македонија во последниве 5 години, да не претирам, да не драматизирам, меѓутоа намерно го отворам, зошто? Кога ќе погледнете како изгледа просторов за мотор, ова е педантност. Немам сретнато, значи случајно го отворив просторот за мотор да видам, ајде, може би нешто има интересно и што да видам. Значи додека кај другите производители, ајде нека не бидат производители модели кои што биле на тест, обично гледаш збрка, како да се збркал некој во инженерското издание, па заборавил нешто, па чекај дај да го додадеме, па дај да земеме некој дел од некој друго возило, може подобро, па да ќе го адаптираме. И буквално таков впечаток се стекнува. Во Toyota ова е педантно. Значи нема едно прекршување да води водот, некоја цевка да води натаму, па да се спушта, па да кружи. И секако дека тоа не е само заради изглед и луѓе да паѓаат во несвест кога ќе го видат тоа, туку и за сервиса полесно. Значи, ова е нешто што навистина мора да се погледне во живо. Одамна немам видено. Значи, обично се е затворено, да, со некои пластики, да се сокрие хаосот што се случува. Меѓутоа, Toyota намерно го оставиле ова. Неверојатно. И багажникот да не остане кусо, а е многу важна работа кај RAV4. Електричното отворање е стандард кај секој RAV4 од оваа генерација и огромен простор. И тоа што најмногу ми се допадна кај четворкава е тоа што има ролетна. И собрана е тука. Значи да, се сместува. Примерно, пристојно се сместува. Има простор, се мести на две висини подот. Ајде да извежбаме. Сега малку треба ова да се откачи, па треба тука ова треба да се вовлече, па да се извлече. А не може така, добре. Значи мора вака, па да си се врати тоа така. Значи во колку модели немам видено ролетна намотка, ролна, обисна пластика. Ова е малку поскапа, меѓутоа Toyota. И да ги вратиме овие. Сега, просторна, многу е просторна. И ова кога ќе го откачите еднаш, сигурни сте дека уште 1000 пати ќе може да го откачите и закачите без да се расипе. Има под што се мести на две висини. А тоа што тргнав да кажувам, дека нешто не ми се допаѓа. Значи просторен е, дефинитивно, преку 500 литри има простор. Има многу правилна форма. Гигакастингот дали се користи, не знам. Не. Гигакастингот за разлика од CHR Plus-от не е тука гигакастинг. Меѓутоа пак е многу широк отворот. Правилно искористлив простор, широк е просторот и меѓу крилата за да може габаритен товар да се смести, спортска опрема, што и да е. Може некој ќе сака да спие во RAV4, подов е фантастичен рамен, значи многу се внимавала на тоа и со сопорена клупа исто така. Сега, тоа што не ми се допаѓа, што не се обложени овие страници, малку платно можело да се стави, ова е цврсто, ќе издржи товар.
малку звукот ми е тап, чисто звукот, не е тоа ништо што ќе попречи трајноста. Има само едно светло, толкав багажник. Тоа не ми се допаѓа затоа што од некој невнимателни како мене корисници ќе го изгребат, тој ќе остане изгребано. Пластиката ќе остане изгребана. И оваа мрежичка тука можело да биде малку по-висока. Има прстени за прицврстување, има се со соборување на задните седишта, има секако рачки со кои што се врши тоа соборување. Се може и во две висини да се наместат. Нема надолжно местење на клупата, меѓутоа може во две различни агли да се намести и тоа е се или три. Не, два се, толку. Има простор, патен колку сакаш на простор. И ето го се добива рамен под. Предходно не беше тоа случај. Овде се добива писта. И JBL озвучување секако е тоа обележје на четвркава, ќе ми се затвори ова чинам. Добро. А не сакав да се затвори, али ајде. Внатрешноста се е различно од предходната генерација на RAV4. И тоа што прво се чувствува е колку е ниско прагот и колку лесно се седнува. Практично како да седнувате во кросовер. Малку повисока компактна комби лимузина и тоа прави, тоа радува. Тоа радува, меѓу другото, сигурно е придобивка и од покомпактната батерија, која што е вградена, која што е дел од самата каросерија. И верувам дека тоа е една од причините зошто се чувствува толку ниско подот. Меѓутоа, без да се скусува од клиренсот, од растојанието, од подлогата. Понатаму, прво што имаат да кажат тојотовците, односно Toyota сановците, е 40 мм спуштениот горен рап на арматурната табла. И ја гледате практично, сега не ја гледате целата хауба како на времето, меѓутоа се гледа хаубата, голем дел од хаубата се гледа и помага за ориентација. Одамна немам видено толку присутна хауба и ќе ви се допаднати овие што пропуштив да ги спомнам предходно, овие раменја во хаубата, профилирање. Браншата долго време ги забораваше тој символ, израз на моќ на автомобилите, препуштајќи се на законите на аеродинамичност, за да се покаже дека тоа всушност денес и не влијае толку. Не се. Главното во кокпитот е тоа што исто е, значи истиот пристап е како кај CHR Plus електричниот, значи хауба долу и напред, како кај кинезите, и стриктно хоризонтална поставеност, хоризонтални линии. Се добива простор за многу поширока кабина, иако не недостига простор. Едноставни форми со тоа што е преминато на shift by wire бирач за возење, е ослободен повеќе простор во средишната конзола, е широка. Тоа што не се прицврстени вакви делови, например, ќе забележите со коленото кое ќе допрете дека се поместува добро. Ќе забележите дека се поместува, меѓутоа сето тоа е од причини за заштита на колената, на нозете, во случај на, не дај Боже, судир. Другото што го забележувам, нема никаков вртлив прекинувач, вртлива команда. Како некој да задал наредба, тргнете ми ги сите ротацијски прекинувачи. Нема. Предходно имаше заместење на температурата, чинам дека беа, и тука за избор на програми, тоа го нема. Единствено што е останато за
да се мести со вртење, тоа е гласноста на звукот на музиката, меѓутоа зошто верувам дека тоа е направено затоа што со вртлив прекинувач секогаш мора да видите што сте вклучиле. Дали беше лево, дали беше десно. И тоа одзема внимание. Некој се сетил во Toyota дека прекинувач автомобил мора да биде притисни за вклучување, притисни за исклучување и толку. Тука се команди за избор на режим на возење, вклучување на електричен режим на возење, избор за тоа што ова е со погодностите тркала. Избор за терен, избор за снег, нормална програма, ништо друго нема. Има електрична паркирна, тоа веќе се подразбира и 3 пати посилни од обично полначи за мобилен телефон. Значи ги има и овие двојно, тука се двојно поставени две лежишта за мобилен телефон, за полнење безжично на мобилен телефон, меѓутоа напред ги има и овие USB приклучоци за да се 45 волтни го нагласуваат тоа. Графиката, работата, значи тој светот на дигитализацијата е напредуван значително со тоа што е преминато на собствен и на нов оперативен систем на Toyota, AREN или AREN понашки. И што имам да забележам? Материјалите ми се многу едноставни. Ова сепак е врвна изведба. Не се ефтини, меѓутоа не оставаат некој скап впечаток, поскап впечаток. Зошто е тоа така? Верувам дека Toyota ги користи овие материјали и ги вградува затоа што е помало обтварувањето на животната средина. И толку. Не е недопадливо, меѓутоа нема нешто шарено, нема некои меки материјали, нешто што е привидно меко обложено. Единствено го има овој појас надолжен, тој е обложен со мек материјал, кој што, па од друга страна е многу интересен, затоа што кога ќе го допрете овој материјал, личи како кожа, како да допирате нежна женска кожа. Практичност има нормално во Toyota. Се е сменато овие полињава за ракување со отвораците на прозорците се различно изведени. И сега некој ќе помисли, да, подобро за да се подпре рака, меѓутоа тука има отвори практични, огромни. Тоа е одличен детал. Секогаш има во вратите, секогаш има некоја преградичка мала, меѓутоа гледате ништо да не ставате во таа преграда, затоа што знаете дека ќе падне. Тие се онака сосила прегради, значи не вршат работа за ништо. Нема драма и во воланов. Нема ништо. Намерно како да се откажува. Од друга страна, па зарем гледате во воланот кога возите. Значи, не ве интересира. Само за да се заштеди. Врне патен. Веќе прегради тука има некоја. Тука е добро тоа што осветлени се сите овие. Значи, мора Toyota да се покаже. Осветлени се дел. Повеќето од овие прегради имат собствено светло. Ова е некој вишок делови за да користите ова или како преграда за шиши или како преграда за не знам што. Тоа е корисно, ова вообичаено се отвара подпирачот за лакти на две страни, наваму натаму. Пак Toyota се покажува. Тука има приклучок за 12 волти и USB уште еден приклучок. И назад има уште два. И кај други возила не се сетил некој да направи да биде видливо кај го вклучувате уредот или каде кабелот. Тука некој се сетил во Toyota дека тоа треба да се закоси малце за да биде повидливо. Зарем можеше да биде толку едноставно. Тука има некоја малечка шара, меѓутоа тоа е се. И ова е единствено нешто како стакло. Не е тоа пијан финиш, тука е нешто како стакло. На многу малку места е додавано. Но шарата доаѓа од дисплеите и од тоа што тргнав да кажувам, значи тука е 12,3 инчи, ова е 12,9, работат брзо, прецизно, со фантастична графика, прецизна, стаклен покрив нормално има тука. Да, има тука и JBL озвучување, има и проекцијски дисплеј, односно head-up дисплеј. Меѓутоа да видиме назад како е. Назад како е. Назад како се седи, ќе ја обожувате оваа Toyota.
Значи, седнувате и нема повеќе поднаместување, па лево, десно, па погоре, напред, назад. Седнувате и седнати сте. И тоа ви покажува колку е правилна положбата на седење. Доволно високо, профилирана клупа, многу простор и зошто е наиздаден тој дел, зошто има таа дисхармонија? Затоа што кога ќе затворите врата, добивате гледка низ прозор. Не сте сокриени зад столбови, па зад некој раб што се вовлекува, туку гледате колку сте дел од средината. Значи, кога патувате некаде, кога некој друг вози, имате таа привилегија што можете да си разговарате, меѓутоа можете во исто време да си гледате убавините на оваа наша најубава Македонија низ прозор. И тоа се гледа повеќе во оваа RAV4 отколку во кој било друг автомобил. Го има и овој трет прозорец. Многумина ќе се изненадат од тоа колку може директно да учествува, да биде втопен автомобилот со средината. Не се чувствувате како да сте во некој бункер, туку како да патувате, како да сте во чамец. Да не филозофирам многу. Има многу место, не премногу за да прекрстите нозе како кинезите, меѓутоа има многу простор, ги има и тука овие облоги, се е тоа честно направено, овој панорамскиот покрив досега до назад, значи назад добивате вистинска представа како на балкон да седите. Ете како на чамец, како на глисер, како да сте во глисер. И исто и седиштата. Ова е опција, ова е кожа. Значи таа е дел од врвниот пакет, стајал премиум пакетот. Меѓутоа нема шара. Може да биде црна или сива. Нема шара. Не знам зашто одат на тоа толку, зашто го нагласуваат. И јас само забележувам нешто. Изгледа убаво, пристојно, примерно. Ќе се навикнете на ова. Лесно е човек да се навикне на оваа средина, на ово обкружување. Нема шари, да, во ред. Нема нешто да светка. Меѓутоа е Toyota. И се јавува нешто. И назад, например, од назад исто кокпитот, формата на кокпитот учествува во создавањето на тој филм за да добиете впечаток колку е просторна RAV4-кава. И пак не можам да се изначудам како е направено толку да бидете втопени, да станете дел од природата низ која што патувате. Ете, тоа сакав да го кажам 15 минути. Браво Toyota, има два приклучока назад, грејање на седишто, нема тука преграда, добро, сега има тука джебови и тука се исто изведени овие. Не толку длабоки како напред, но е изведено. И RAV4 треба RAV10 да се вика. И за заклучок, Toyota RAV4 е големината на Toyota. Ова е доаѓен модел кој што постои долго и постигнал многу и кој што има уште многу да постигне. Ете, многу кажано на тоа. Јапонците не знаат да лажат, не сакаат да лажат, не смеат да лажат, не смеат да си дозволат да лажат, ете, тоа е најточното. Нема маркетинг, многу ветувања, знаеш, ние направивме најдобриот RAV4 во историјата. Не. Ние направивме нов RAV4. И сето тоа што е ветено, условно, во поглед на штедливоста, напредокот во штедливоста, во поглед на комфорот, во поглед на зголемената, подигнатата возна динамика, комфор, сето тоа е присутно. Се забележува. Не треба некој одстрана да ви каже, дури без да го знаете тоа, без да го прочитате, без да ви каже некој, ќе го почувствувате. Затоа спомнав уште во почетокот дека автомобилите денес не можеш да го добиеш представа за вистинскиот напредок преку бројки, туку преку чувство во возење.
И тоа што можам да го издвојам од оваа хармонија, од својства, RAV4 сепак е скап модел, престижен модел, за не е едно обичен модел, не е големо волуменски модел за широка потрошувачка да се продава масовно, меѓутоа се продава во цел свет, минува секаде. Не е феномен европски. Сакам да укажам на тоа дека е важен модел, кој што придонесува за имиджот на Toyota. Сега, во оваа хармонија, тоа што остава најмногу впечаток е подвозјето, кое што сега работи исто толку мазно како што од секогаш работел хибридниот погон, па со генерација наназад во Toyota. Мазноста која што се чувствуваше, која што го одликува хибридниот погон, значи таа сувереност, моќ, рамномерност и штедливост, сега наоѓа заедништво со гибкоста, мазноста, способноста на подвозјето. Подвозјето работи мазно, со комфорт и со возната динамика. Дораснато е на хибридниот погон. И тоа е тоа што најмногу всушност се чувствува, тоа што најмногу убедува и за тоа што треба да и се честита на Toyota. Има напредоци понатаму во системите за асистенција, не знам, досаден сум, 100 сум веќе, во дигитализација, во практичност. Тоа што ми е чудно е умереноста, воздржаноста во внатрешност. Да, јасно ми е дека тоа се е заради смалување на тој карбонскиот печаток. Меѓутоа, добро, може би Toyota го прави сега тоа што останатите производители ќе го прават дури после 5-10 години. И единствената забелешка ми е тоа. Немам ништо друго забелешка. Неколку работи сепак можело да бидат направени подобро во завршната изработка, не во поглед на квалитетот, туку во поглед на вниманието. Затоа што оваа површина тука, во средишната конзола, каде што допирам со колената, секој допира со колената, не е меко обложена. Не е ниту во оваа изведба. Не би била Toyota да може некој посериозен пропуст, недостаток, забелешка да се каже за RAV. Во поглед на возењето, да, на некои места се појавува покрута малку реакција, од малку, тоа е сепак далеку комфорот на амортизацијата е далеку над просекот, но 20-ки се тркалава, профилот е тркачки, значи ниско профилна гума, кој сака да го има комфорт и кога ќе тргне по вакви патишта, патчиња, како и да е. Еве го. Ништо нема ништо да тропне. Може да избере да се реши за 17-ки, 18-ки или за некој повишок профил на гуми. Значи, тоа се сведува на тркалата. Toyota. Сега треба да ја вратам уште.